Според она што е договорено меѓу Европската Унија и Турција во март 2016 година, Анкара се согласи да го спречи приливот на мигранти во Европа, како замена за помош од неколку милиарди евра за бегалците кои се прифатени во Турција и кои главно се од Сирија. Но од минатиот месец постојано расте бројот на пристигнување на мигранти во соседна Грција. Пред една недела пристигнаа повеќе од 10 чамци со 600 луѓе, што е првото такво групно доаѓање во последниве 3 години. Председателот Ердоган, наведувајќи дека Унијата не ја доставува потребната помош, се закани дека ќе ги отвори портите и ќе дозволи сириските бегалци, кои во Турција ги има околу 3,5 милиони, да ја напуштат Турција за западноевропските земји. Biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açmak zorunda kalırız. Yani ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın. Bir yere kadar bu işi katlanıyoruz. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? На ваков начин тој прави уште еден притисок за остварување на неговата идеја за воспоставување така наречена безбедносна зона по должината на границата со Сирија, земја која е уништена од војната. Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. Bunu Amerikalı dostlarımızla birlikte yapmak hepimiz için en ideal yoldur. Ama böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam, kendi imkanlarımızla bu işe başlayacağız. Ердоган при тоа повтори навреденоста на Турција од тоа што досегашните предлози за создавање на безбедна зона, предвидена како место каде што бегалците би можеле повторно да се населат, се игнорирани од западните земји.